Добре дојдовте во нова магична сцена во 2020 година, за прв пат новата магична сцена. Најубаво ми е кога некоја сезона ја почнувам со некој толку многу драг пријател, со некој толку многу драг човек со кого освен театарот имам да разговарам уште не знам за секоја тема што е можна во светот што постои, тоа е Снежана Конеска-Руси, а повод имаме еден преубав за минувањето на Снежка во пензија. Некако ми се поклопија за минувањето на 2019 година и дочекувањето на 2020 година, двајца многу драги мои актери да одите во пензија. Тоа е Диме Илиев од Драмскиот театар и Снежана Конеска-Руси од Македонскиот народен театар. Па Снежка, прво ти посакувам долг живот, убаво здравје, 2020 година и сите понатаму да се во убаво сеќавање. Ти посакувам убави пензионерски денови и што е можно повеќе да те гледаме на штиците што живот значат, затоа што вие актерите не можете без нив, колку и години да имате и во каква и позиција да се наоѓате, но освен штиците да те слушаме и да те гледаме на било се она каде што ти и досега се била многу активна. Добре им дојде во магична сцена. Добре ве најдов и навистина поздравот го примам, затоа што баш на денешниот ден и стара нова година и едноставно старо нови и пофалби и поздрави и честитки. Благодарност. Да, се снимаме на стара нова година. Убави празници исчекавме во 2020 година, се надам дека се ќе како што треба во текот на ова измината година. Кога обично оди некој во пензија, се прави ретроспектива на се она што го направил во текот на неговата кариера, а ние да си почнеме од она кога се роди. Се роди во Ниш, во некоја таму далечна година, не е ни битно кога, но битно е дека Ниш како Ниш е многу убав град кој што и на друг начин не поврзува. Јас по дедо сум Нишлија, војниот рог имам служено во Ниш, многу често работам во Ниш, така што Ниш ми буди само убави спомени, кога ќе кажам дека некој од Ниш, се надам дека истото мислење за Ниш го имаш и ти. Точно така, веројатно моето детство поминува таму и најубавите сеќавања ми се веројатно од Ниш. Таткото воено лице и живеевме во една таква средина. Дочекавме и да дојдеме во Скопје, на старата железничка станица, едни убави сеќавања за најубавата зграда што постоеше тогаш во Скопје, најубавиот пајтон кој не однесе во населбата Пролече и едноставно Ниш и Скопје се моите врзивни ткива. Снежа, претпоставам дека уште од мала беше експлозивна, бесна, дека се сакаше околу тебе да се врти, дека си била главна во школата, тоа сум сигурен. Рецитаторски секции, драмски секции, верувам дека ти си била конференција, дека ти си била баш буквално кога некој од професорите што треба да ја водат приредбата, прво ќе му ја даде задачата и прво сигурна асоциација си била ти, дали било тоа во Србија, дали било во Македонија, верувам дека си била главна во се. Водител станав оној момент кога се правеше слет за другарот Тито за 25 мај на плоштадот Македонија. И едноставно Снежка не можеше да биде учесник во слетот, бидејќи височината не го дозволуваше тоа, но затоа пак водителството и беше главната фора и таа го водеше тој настан. А инаку другите делови се повеќе драмски, рецитаторски, музички, свирав хармоника, рецитирав, диригирав, глумев во представите за деца и за нашите соученици и станував член на детската радиодрама на Македонската радиотелевизија долги години. Како дојде Снежа тоа да си член на Македонската радиодрама? Па со селекција, аудиција и селекција и веројатно мојот говор беше најчист, иако ме вика малото српче во училиштето, меѓутоа јас имав прекрасни професори по македонски јазик, најпрвиот Александар Бошковски во училиштето 11 октомври, потоа во гимназијата Славка Манева, потоа на факултетот Благоја Корубин, Блаже Конески. Зад мене се навистина врвни професори и оттаму мојот природен говор едноставно ги надополни сите тие нешта и од детската радиодрама ме одбра Оливера Попанкова и Иван Антонов за спикер во Македонската радиотелевизија, за презентер. И ако нешто требаше да се прочита без грешка, тука беше Снежка, партнер на Миле Попов, на Симон Беличанец, на Томе Саздов, на многумина, на Благоја Крстевски, на многумина мои колеги. Што се случи од тогаш кога вие зборувавте со дикција, со акцент, се како што треба, па до ден денеска кога веќе сето тоа е изгубено на некој начин? Па ако ви кажам дека тогаш имаше забрана за било кој новинар да чита своји текстови во Радио Скопје,
лекторот Стефан Зиглин и уредникот на програмата дозволуваа само одредени спикери да можат да прочитаат одредени текстови. Се знаеше кој може тоа најточно да го прочита, без грешка целиот текст да биде прочитан, изговорен како што треба, со правилен акцент, со акцентски целости, кои што денеска не постојат, и за кои што денеска веројатно јас се нервирам за моите колеги на професионалната театарска сцена, кои што употребуваат најразлични варијанти и на акцентирање, и на акцентски целости, и на зборови позајмени од другите јазични подрачја. Некогаш и јас го дозволувам тоа во зависност од ликот што го добиваш да го играш, но генерално мора да го заштитуваш македонскиот литературен стандарден јазик. Да не кажуваме што се слуша на телевизија, од политичари, од гости кои што гостуваат во емисиите. Па приватно може да говорите со било кој јазик, со било кој дијалект од каде што потекнувате или доаѓате, но ако сте на сцена, ако сте јавна личност, ако сте на видеопрограма, во живо програма, мора да внимавате како говорите. Снежа, значи имаше едно експлозивно детство, да речам, затоа што те имало сегдека. Потоа нормално дека доаѓа вработувањето во Македонски народен театар, завршувањето на актерството. Имаш завршено во класата на Љубиша Ѓорѓевски и Владимир Милчин. Да. Така? Од двајцата сигурно си имала што да научиш, се работи за врвни режисери кои што направиле она максимум што можело да се направи во и едниот и другиот во својата област. Се запишуваш почнуваш да работиш во Македонски народен театар, некако почнуваат улогите некоја една по друга да се редат, обично кај младите тоа и така доаѓа, па посебно кај некој кој е талентиран, почнуваат и наградите, значи ти уште од мала почнуваш да земаш награди и за млад актер, и за епизодна улога, за главна улога. Па точно така, веројатно е тоа нормално, ја што го велам. Ако во тој период замислуваш дека е тоа дострелот што треба да се постигне и се занесуваш, се вели тоа, меѓутоа сметаш дека некои работи се верификуваат, значи постојат некои мерила, некои критериуми, кои што веројатно денеска ги немаме. И оттаму имаме падови во одредени професии, не само во нашата професија. Така што јас се радувам на првите своји награди, на млад борец, за најмлад актер, истакнат, за монодрамата Ана Франк, за Димна Јуда град градила, со која освоивме и Златен венец во Сараево, за потоа да дојдат епизодните улоги на театарските игри Војдан Чернодрински, за потоа да стаса и главна женска улога, пак на театарските игри Војдан Чернодрински, за кралицата Маргарита во Ричард III, па 13 ноемвриска на град Скопје и едноставно сега ми остана веројатно некоја од тие државните, меѓутоа бидејќи не постојат критериуми, мерила, па не верувам. Сега може слободно да се заборавиме, се вели тоа, едни со други, бидејќи не знаеме ни да се почитуваме едни со други, оттаму ништо не е чудно денеска. Знаеш како беше тогаш во тоа време да се добиваат награди, да се оди во Сараево, тоа знам дека беше театарските игри во Сараево, во Белград, например, тоа беше предизвик за секој од вас овдека и за цела Југославија да се учествува, а камоли па и да се добие награда. Па без селектор ништо не можевте да направите. И нашите одења со Стрекина Нова 49-та, да речеме, ги освоивме сите врвни награди, а многу лошо поминавме во Прилеп, да кажеме, на театарските игри со минималистички награди, но затоа знаевме да ги собереме наградите на ниво на Југославија. И едноставно со убави сеќавања од тој период, и еден Мики Манојловиќ, знам дека ме крена в раце и вели, како ти успеваш да пцуеш, а тоа не е мој домен да умеам да пцуем, меѓутоа во таа улога и тоа е можно да се направи, така што тие ги знаат да ги почитуваат и своите колеги, без оглед од која држава доаѓаат. Ние, веројатно, не почитувајќи се себе си, тешко ги почитуваме и другите. Кои беа во тоа време хитови кои што излегоа надвор од Македонија, кои што овдека беа или не беа толку добро прифатени, но сигурно дека ги освоија овие југословенските награди? Ја кажа Среќна Нова 49-та, се сеќам на ослободување на Скопје. Па точно така. Се бележат, тие ги имаме во нашите театарски весници, во книгите Ристе Стефановски што ги пишуваше, се е обележано, само што некој треба да чита и да памти. Да. Кога ја зеде 13 ноемвриската награда, што се викаш и сега што да правам понатаму? Се собрав тука во Македонија? Па не е така. Тоа е веројатно
успутно, што би рекле ние Србиве. А беше многу млада тогаш, кога се случи сето тоа. Не знам која година, 92 е некоја година. Така што јас дури сега се прашував себе си кога последен пат јас и ти разговаравме. Се мислев дека е вчера, ама не било вчера. 2016-та било, прекината Одисеја. Така? Нашиот разговор за тоа и затоа и се радувам. Значи на секој 4 години можеби ќе се среќаваме. Да. Па дај Боже се вели тоа и во еднина. Две да ги намалиме. Да, така интересно е. Во секој случај ти си еден од ретките што се бавиш со нас актерите и морам да констатирам дека бев сведок на театарските хроники на игрите Војдан Чернодрински во Прилеп, кога 7 дена, колку што траеше фестивалот, секоја вечер Македонската радиотелевизија правеше театарска хроника. Разговори со режисери, со актери, со публика, како ја восприемале представата, што чувствуваат, што им останало осеќавање. Едноставно живи разговори за тоа што се случило вечерта. Сега следам едни спортски настани на телевизија и гледам колку време е употребено за нив. А за културата, 10 минути една емисија за култура има на, да речам, Фатив на Алфа. Друга Фатив бекстейдж, ако е тоа културата, нели наша, значи таа е толку лимитирана во минути. Во минути. Значи сум поразена сум во тој однос, зашто го нема тој статус културата. Јас сум свесна кој е редоследот, нели, на бројните наши, се вика тоа, не активности на театарот, ами едноставно во државата, кој е прв, кој е последен. Свесни сме дека сме последно. На 7-то место сме и така натаму. Но во секој случај, без спортот и без културата, оваа држава не ќе биде држава. И најголемите успеси ги има сушност и од спортот и во културата. Па јас сега во Ниш работам, ти кажат многу често, држам едни презентации за магнетни надушеци, каде што доаѓаат луѓе, слушаат презентација, после тоа секој си прави нарачка ако сака за даден производ. Со секој кога ќе седнам, стално ми кажуваат колку сме воодушевени од Скопјани, беа дојдени сега драмски со таа и таа представа, толку убаво ги примивме, толку убава беше атмосферата. Тие живеат луѓе за да дојде некој од Македонија да направи една представа зашто знаат, го поврзуваат македонскиот актер или македонската представа со нешто квалитетно. Добро, во вид дека Македонскиот народен театар, како национална установа, треба да кореспондира со националните установи од другите земји. Значи, јас во својот период како уметнички раководител на МНТ, драма, сум правела соработка и со Ниш, театарот во Ниш, меѓутоа, тоа е веќе градски, се вели тоа театар, и затоа сметам дека МНТ има една друга разина, едно друго ниво и мора да општи, да комуницира со своји, се вика тоа, партнери, баш како што е Софискиот театар, како што е Московскиот и така натаму, да не ги бројам другите. Значи, тоа ниво мора се одржи. И затоа споредби од тој тип на театри, па дури и од Скопје, нели, од драмски со МНТ и така натаму, не би требало да се прават, затоа што секој го има своето место во оваа наша живеачка. И се знае дека Македонскиот народен театар е оној со железен репертоар, се вели тоа. Прави он своји исклучоци, нели, со своји представи, дали на мала сцена и така натаму, се испробува во разни видови и содржини и жанрови, но сепак на големата сцена тоа се представи од железен репертоар. Да знаете да се дичите со од Шекспир работите, со една Макбет сега што ја имаме, нели, на репертоар, што ја сум горда што ја имаме и што ја гледам, што сум сведок и на такво нешто во овој век, се вели тоа. Да не ги спомнувам, нели, драмите на Рахим Бурхан, што знаеше да ги направи. Тој беше режисер на Ричард III. Едноставно, тоа се таквите видови представи кои што заслужуваат таков третман. И едноставно МНТ е поврзана со тој свој европски театар, бидејќи е предвесник и на Балканскиот фестивал и во минатото МНТ беше овдека организатор на Балканскиот фестивал. Секако тука доаѓа, значи, многу театри кои што се на завидно ниво како Македонскиот народен театар. И оттаму одделувањето, дури во однос на колективниот договор за култура, мора да биде уникатен Македонскиот народен театар. Не е тоа да го рамните. Секој може да се обиде во таа сфера, нели, да биде
прв, втор, трет, тоа ќе се менува. Зависи нели од квалитетот на представата. Режисерите велат, ние имаме значи представа мачка во вреќа. Не знаете дали таа ќе го постигне својот максимум. Вие го правите да биде секако што треба, но има нешто што може да премине линијата или да не ја премине. Оттаму јас сум горда што сум дел од Македонскиот народен театар и многу често кажувам дека како дете дојдена од Ниш, мојот татко имаше некоја повластица да биде овде посетител во стариот Македонски народен театар и знам дека за викендите не носеа со мојата сестра да гледаме представа во Маната и седевме во ложа. Ја паметам и ден денес таа ложа, како со своите детски очи ја гледав Грабнувањето од Сарајот. Тоа беше опера. Другите драмски представи не можам да се сетам. Се сеќавам исто на оперетата од Джачарчето Сейм. И тоа за мене беше нешто невидено, недоживеано. Дури на шалот на Мери Бошкова се сеќавав. Едноставно, кога се качивме со Министерството за култура, кога се градеше самиот театар, веќе беше на повидок отворањето, се качивме на сцена да ја видиме сцената и партерот. И јас тогаш со солзи во очи викам, јас сега од оваа страна. Еви сега вака се возбудувам кој ќе го се сетам на тој момент, ако си била во ложата, а сега си на самата сцена и гледаш некои други детски очи од ложата, што тебе те гледаат. Во меѓувреме, значи, игравте во импровизираниот објект Стар Маната, кој што и до ден денеска се уште ги служи театар комедија, таму се и турски театар. Потоа доаѓа во преубавиот театар, тука каде што може технички што сакате да изиграте во представата. Се сеќам на многу представи овие години што се изиграа, посебно на Мајсторот и Маргарита, сега кога веќе зборуваме за убава представа, која што сигурно како текст е преубав и да ја поставивте и во стариот Маната ќе беше убава, но со своите технолошки можности овој театар ја направи таа представа до совршенство да е ремек дела. Беше дел и од Мајсторот и од Маргарита, како што и од други представи кои што се на репертарот, што биле на репертарот тука, а и што се на репертарот. Одењето во пензија всушност беше повод или причина зашто е поставена представата најкратките драми на светот во режија на Трајче Ѓоргиевски со неколку актери предводени од тебе, Снешка, каде што званично те испративме во пензија. Па добро, веројатно јас сакав да направам 3 во 1. Така се вика тоа кафето. Да, така се погоди да се најдеме со Трајче Ѓоргиев, инаку двајцата сме студенти на Натвис од Софија. И едноставно се најдовме во изборот на овој текст, односно на овие текстови, драмски содржини, најкратки форми, реално кажано, за да одбележиме јубилеј на Снешка, 45 години уметничка дејност, да го одбележиме незиниот роден ден на 8 декември и следствено на тоа, па и пензијата. Оттаму реков 3 во 1. Обично гледачите секогаш прашуваат колку трае представата. Тоа се и мои пријатели, и соработници, и веројатно и љубители на театарот. Меѓутоа, главното прашање ми е колку трае представата. Овој пат бев така радосна, што им кажував дека ова е најкратката драма во Маната и со неколку сцени, 10 сцени, најкратки сцени во светот, и едноставно за најкратката женска или најмалата женска Снешка со најмалиот број години уметничка дејност 45 и едноставно веќе е време нели да се поздравиме. Доволно беше да се играме и деца, и момчиња, и девојки, и девојчиња, и жени, па и баби, па и кралици, и слугинки, и се живо, и едноставно да се поздравиме. Мислам дека тука со Трајче Ѓоргиев се најдовме многу, затоа што неговиот пристап на решавање, односно на режирање на представите, после неговата 3 сестри во Врање, јас бев така буквално воодушевена и ги собра многу награди во Русија со таа представа. Најдовме една нитка на зближување, да не биде парадна формата одење во пензија, ами напротив, да биде заокружување на една професионална актерка, која што почнува самата представа
со сцена на Муза Павлова, влезот приказна за еден принц, нели? И фактички влезот во театарот. И така, веројатно, може би влегла и Снежка. Првата улога беше во представата Хелдерлин на Владимир Милчин, мојот прв професор, кој што веројатно ми ја даде и самата наука за оваа дејност. И таму успеав да изиграм улоги на две момчиња и улоги на две девојки. И посебно сум му благодарна што веројатно ми го отвори патот на една нова љубов, се вели тоа, покрај мојот микрофон, спикерството и се друго. Меѓутоа ми го покажа патот на едно друго дејствување, каде што можете со својот глас, со својот темперамент, со својот талент да допринесете да се раздвижи, веројатно, македонското тло или македонското глумиште. Така, со Трајче само го продолживме она што театарот во 20. век ги направил своите периодични, се вели тоа, именувања, па ги променил своите жанрови, своите стилови и тој, допирајќи го минатото, тежнејќи кон новото, а сепак допирајќи го и абстрактното. Некој ќе рече пантомимата, но јас велам не, тоа е само сценски израз во сценската игра наша, каде што се вметнати сите наши мајсторства. Така што и Трајче, мислам, успешно го направи тоа. Почнувајќи од првата сцена, реков, на Муза Павлова, каде што Снежка покажува некои своји домени од незиното 20. век играње или глумење, а јас употребувам често играње, а не глумење, затоа што на тоа се сведува нашата професија, на еден тип, значи високо изразена сценска игра. За потоа да видите Снежка во своите улоги на момче, која израснува во еден маж, и за на крај да завршите со Нина. Ова е, да речеме, одлука на Трајче Георгиев, да заврши со една сцена од Нина, која што веќе има 2000 години, да кажеме, затоа што сметам дека и актерот веќе има 2000 години со сите одиграни своји улоги, и да ја покаже таа сентиментална нишка врска со театарот. Дека што и да работите, па и да сте глумица, па и да сте писател, па и да сте било што, треба да верувате во тоа што го правите, да го сакате, да умеете, значи, да го носите својот крст, да верувате во него, меѓутоа да успеете да го издржите страдањето, болката. Тоа е умешноста на животот. Да веруваш во тоа, да се радуваш и да обстојуваш. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чокостови Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Снежка, во тие 40 години, 45 колку што сте на сцената, освен сцената во Македонскиот народен театар, ти си активна каде и да погледнеш околу себе. Дали е тоа на фестивали, водење, дали учествување во различни форми, дали режирање на представа. Во меѓувреме заврши, како што кажа, со Трајче и режија во Бугарија на надпис. Дали е во детски емисии на телевизија, каде што многу од возрастните, кога ќе те видат, одма им текнува на нивното детство. Од Дајте музика се викаше емисијата детска, во која што бевте, не знам, богови за македонскијата младина во тоа време, кога се емитуваше. Тоа беше, не знам, пред 30 години, кога беше Дајте музика, или не знам ни колку време поминати се. Значи, буквално ти беше еден прототип
актер кој што ретко се среќаваше на овие простори. Зборувам во денешна дистанца, од денешно време, ако кажеме некој актер што треба да знае се она што си го знаела ти кога си била во тоа време. Но во тоа време ретки бевте актери кои што знаеа да свират, да пеат, да играат, да танцуваат, конференции, да се можно што е поврзано со актерството да го прават. Тоа беше една единствена, можам да кажам дека ти беше предвесник на она како треба да се изградат следните генерации на актери кои што веќе во голем број ги имаме денеска, што можат да прават се освен играњето на представите во својот театар каде што глумат. Па добро, тоа е резултат на отвореноста на личноста, пред се. Многу мина актери веројатно не се толку отворени, за да можат да имаат соработка и на друго поле. Меѓутоа, без играта, значи не можете ништо друго да направите. И затоа и Блаже Конески рекол, чувајте го детството во себе, за да може да настапувате, за да може да играте. Така што без тој дел од детството, без играта, не ќе можете да обстоите, се вели тоа. Јас сега можам само да се радувам на тој период минат, во смисла на Дајте музика, на сериите за деца во телевизија. Синхронизациите ги заборави. Исто така и на синхронизациите, на сите детски серии, на детските филмови, па од Њу Йорк еден продуцент ме повика да направам на синхронизација, да бидам каст директор во Синеплекс филмот за Штрумфови. И играв улога на Штрумфетата и на Венди, опонентот на Штрумфетата. Така што и тој дел е само еден вид моја игра, моја радост пред се, затоа што јас уживам тоа да го правам, сакам да го правам, и едноставно кога ќе видам сега некои родители кои што ќе ми придат и ќе ми кажат Снежка, ние израснавме со вас, дал смееме да ви кажеме. Па јас се гордеам. Не дека смеете да ми кажете, ама и да се пофалите е добро, затоа што јас сега по вас проценувам колку временски период поминал од тој период, и само ќе се сетам дури на нашите гостувања на серијата Дајте музика низ градовите во Македонија. Се одеше со автобус, тие децата околу мене, ама и полиција околу нас, за да може да дојдеме до стадионот во Гевгелија или на стадионот во Битола. И едноставно најубавите моменти на кои што јас веројатно ќе се сеќавам и ден денес, чувајќи ги фотографиите, ако не друго. Во секој случај можат да ни позавидат на неколку мина актери, тука јас би го спомнавала и Коле Ангеловски, па Мешко, па Чоре, тие ми беа некако идол мене, за да можам да поминам и во тој дел. Без оглед што Рахим Бурхан ми велеше Снежка, ајде остави ги тие детските игри, ај малку усредоточи се на улогата што треба да ја играш. Но сепак, нели, скриено тука во нашето умче, постоеше некое мало делче кое што можеше да направи, да го изиграш и тоа, и тоа, и тоа. И сметам дека со добра организација на времето може да се постигне се. Во приказните, после многу често беше дел од приказните. Точно така, и македонските народни приказни беа дел од нас. Ги подготвувавме прво и за телевизија А1 ли како беше првата, па потоа Сител, па и сите други останати. Меѓутоа, веќе ново време, нема доволно средства и прво тука се прави резот. Едноставно прифатија и актерите да играат и за половина сума, меѓутоа и тоа стана неважно. Со старите добро се поминува и гледам дека репризите им се добре дојдени. Во секој случај очекувам дека можеби ќе дојде и некое ново, идно време, подобро време за културата. Можам само да се надевам во случајот. Но што е она што мене, да речеме, ме преокупира овие 6 последни години? Работам како уметнички раководител на фестивалот, меѓународен инклузивен драмски фестивал Игри без маска, тоа е за лицата со посебни потреби. И праксата покажа дека јас најчесто сум во Македонскиот народен театар, иако почнав во Македонската опера и балет, па во Драмскиот театар, во театар комедија и најпосле во Македонскиот народен театар. Едноставно дружбата или можеби децата сакаат да научат нешто, да се опробаат на сцената и тие како нас, па успеав некако со група, посебно со Гордана Симоновска-Момировска, која што е директор на самото Сдружение на граѓани, да обстоиме во однос на овој фестивал,
А ќе ги поздравам тука Дејан Лилич, Џорлев, Душко Миневски, Бранко Бенинов, кои што ја даваат и другата поддршка за постоење на овој фестивал, во кој што се вклучени земјите Србија, Босна и Херцеговина, Романија, Бугарија, Косово, и сега сакаме да се прошириме малку и со Хрватска и со Холандија, но финансиските средства некако го лимитираат ова проширување и останавме повторно на оваа бројка. Она што е за мене посебно интересно е постоењето на еврејската заедница во Република Македонија, за која веќе од 2007 година подготвувам специфични перформанси во поглед на одбележување на еврејскиот ден во европската култура или Европски ден на еврејската култура, и обично секогаш го спроведувам како еден вид представа, одбележувајќи го тој ден, Европски ден, и начнувајќи од нивната религија, култура, традиција. А тука ќе го дополнам сега и своето активно учество со Црвениот крст, каде што исто така одбележуваме значајни историски датуми, дали од постоењето на Црвениот крст на град Скопје, дали од неговото раѓање, од неговиот основоположник Анри Динан, до годинава 75 годишно постоење на Црвениот крст. Јас така и кажав, каде да се свртиш нешка е тука, значи или е во организацијата или е како учесник во дел од овие настани што ги наброивме, да не го занемариме и филмот, но исто така да не занемариме дека ти си и мајка и баба, значи се работи за целосно исполнување на една личност, затоа што сите, посебно жените, кажуваат друго е кога си мајка, а друго е да не си мајка. Значи најголемата љубов, можеби, или најголемото достигнување на една жена е да стане мајка, а потоа сигурно и баба. Ти честитам, значи во сите полиња подеднакво добро пливаш. Како е сега со внуците? Има ли некој што сака да е наследник на Снежка? Гледаш ли некој интерес од нивна страна за театарот или за некој од овие работи кои што си ги работела? Види се, прво што гледам кај своите внуци е јазикот на кој говорат. И тоа прво е што го забележувам и гледам дека тешко можеме да го пребродиме тоа. Значи, поголемиот веќе мисли на англиски и така преведува, место да прво да говори, да мисли и на македонски и да говори македонски. Па, прво тоа ќе ми биде задача, веројатно тоа да го оправиме некако. А за внатрешните пориви можам да почувствувам и кај едниот и кај другиот, но секогаш постои една, да кажам, пресвртница, која може да се случи од оној што најмалку очекуваш, може да те изненади поинаку да истапи. Сега малку поголемиот Павел покажува некои одредени знаци, го сака театарот, сака да настапува, сака да пее, сака да игра. Меѓутоа, мислам дека сега уште му е поинтересно играњето на мобилниот телефон, така што рано е да кажам, иако не е рано според моите сознанија, јас веќе на 10 години сум се определила каде ќе бидам и сум знаела што ќе бидам. А овие деца прво го имаат тој проблем за учење на својот јазик. Тоа прво се учи секако во училиштето, но се учи и дома. Родителите негови се исто посветени на македонскиот литературен јазик, но мислам дека образовниот систем некако оди во друга насока и многу малку се внимава на тој дел, а тој треба да биде главен дел. И секако дека тука ќе имаме веројатно проблеми, а дури подоцна ќе се обидувам да направам нешто од нив двајцата. Или да им го отворам патот на една или на друга страна. Снежа, уште при крај кажи ми кој рекапитулација ќе направиш на сите години што се поминати зад себе, би променила ли можеби нешто негде некогаш, дали во периодот кога беше млада, дали во периодот кога беше зрел актер, дали во периодот кога беше директорка на МНТ. Значи си имала многу делови, да речем, од твојот живот, каде што посебно си издвојувала некои повеќе атоми од твојата енергија во некоја област. Што би сменила нешто или би оставила се да биде исто како што течело и досега? Па мислам дека не би сменила ништо. Секогаш сум правела јас како што сакам и досега. Така и последното пред заминувањето во пензија, значи јас како што сакав така беше. Така што сите своји периоди, животни, работни, биле по мојата патека и јас лично нема ништо да променам во тој однос. Меѓутоа, само сум успеала да ги предвидам нештата и од друга страна сум го видела
своето постоење на сцената, затоа што како раководител на драмата повеќе се грижев за партерот, односно за публиката, а помалку за актерите. Денеска актерите не се свесни за тој дел и велат дека представата е симната. Не. Ако се свртите од оваа страна, од кај партерот, од кај публиката, тогаш ќе сватите која представа останува, а која представа сама избледнува или си оди, а не се симнува. Си оди. Така што јас сум ги видела различните страни на својата професија, и убавите, и неубавите, и своите лични, и оние како очите на другите ве гледаат на сцена. Така што јас лично можеби сум задоволна и сум радосна дури во овој период. Не сум тажна кога одам во пензија, нели? Ами едноставно сум радосна затоа што сум ги осознала сите страни на својот занает. Снежа, да знаеш дека дали физикусот, дали енергијата, не знам што е во прашање, но ти и понатаму можеш да ги играш улогите на малите девојчиња, на младите момчиња, на кралиците, на цариците, на слугинките. Нешто е во прашање. Во твојот случај не можеме точно да одгатнеме што е. Па, веројатно не може никогаш да се одгатне. Јас мислам дека актерот мора да поседува најразлични стилови и жанрови во себе. Некогаш е свесен што има зад првата линија, зад првиот бран, некогаш не е свесен, му треба време да открие. И затоа сум ги прифаќала сите ангажмани од секакви различни режисери, чисто да откријам, да не се ставам себе си во еден одреден шаблон, ами напротив да откријам уште некоја страна од својот лик. И од тие причини, може би и ти имаш таков впечаток дека Снежка може и ова, и ова, и ова. Порано постоеа режисерски кланови, во кои што режисерите соработуваа со еден одреден круг на актери, затоа што беа сигурни што ќе добијат на крајот. И после завршувањето на режија, јас се фатив исто така во една замка, дека посакувам да соработувам со едни одредени актери и ги повторувам истите. И ќе ми понудат, ај, земи го и овој, и некако јас така, не, би сакала пак овој. Значи се фаќам во истата замка, дека јас сакам да соработувам со одредени актери кои што ги познавам веројатно доволно, а бидејќи немате доволно време за да истражувате и не ги истражувате ни актерите што можат плюс да направат. Има некои што веднаш ќе процените дека сте затворени, не можете да добиете од нив, но некои пак има кои што очекуваат поддршка од тебе и сакаат да ги подотвориш. Ево, театарот нема секогаш доволно време за подотворање и едноставно се сведувате на првиот бран и едноставно така ги решавате нештата. Сега пак во ова најново време имате една друг клан, така што и сега е малку чудно како ќе го проширите тој бран, или како ќе го остопите, или како ќе го отворите, како ќе влезете. Но Снежка секогаш знаела и сама да прави многу проекти за деца и многу други проекти, без другите грбови, надворешни помагала и така натаму. Секогаш сама. И мора да откријам тука својата способност на вештите раце и на имагинацијата што ја имам. И од најситните крпчиња можам да направам костим и сценографија. Така што, веројатно, ако не сум се бавела со оваа професија, сум можела да обстојам во животот и малку поинаку, со нешто друго, но ова пак ми помага во однос на самостојните проекти да се изразам и како шнајдер, и како костимограф, и како сценограф. Да се ми жива и здрава, Снежа. Рече последниот пат во 2016, јас тоа веќе не знам дека сме се снимале тогаш. Се надевам во 2022 ќе се снимаме, а може би во 2021, не знаеме што се ќе се случува. Како што си ти, можам да замислам дека и два пати во годината малку ќе ние да се снимаме, затоа што стално имаш нови идеи, подзаборави некој, ти повторно се враќаш со уште појака енергија, така што мислам дека секој, барем 90% од популацијата која што е нешто поврзано со театар, со нешто околу театар, со сценски движења, дека сигурно дека меѓу оние најубави моменти во сеќавањето на луѓето ќе има кога биле дел од нешто што го правела Снежана Корнеска-Руси. Ти посакувам долг живот, долги успеси на сите полиња, да се гледаме, да се слушаме и да си ми жива и здрава. Јас само ќе ти порачам уште нешто. Да не си ти, веројатно нема да имаме ни минути за осврт кон културата и кон
дејците на културата. Ти посакувам, години наназад поминаа што сме заедно, без оглед дали јас и ти ќе разговараме натаму во иднина, битно е што ти ги следиш чекорите на сите театри низ државата и предпоставувам дека можеби некој ден ти заразно ќе делуваш и некој друг ќе го продолжи твоето дело. За мене тоа е најважното. Сакам да дочекам да видам на телевизиските екрани специјална емисија за културата. И јас сакам да го дочекам тоа. Живи и здрави Фала си. ти, Стешка, многу. Поздрав, се убаво.